Законот за Бехтел и НК виси пред Уставен суд. Едно од најконтроверзните законски решенија кое беше донесено насила по теркот на турско-американскиот конзорциум ќе се чешла највисоката правна инстанца во државава. Предметот за членовиот законот за работни односи е отворен по иницијатива од Хелсиншки комитет поради закана за манипулација и нееднаков третман на работниците. Уставен ќе ги чешла членовите во законот со кој министерот за финансии ќе одредува кој како ќе биде платен и членот со кој се дозволува повеќе од 8 часа работа неделно. Во моментов предметот го минал првиот филтер на Уставен и е предаден кај тимот советници и суди, а доправа ќе се испитува она што е наведено во иницијативата. Се создава опасност од нееднаков третман на работниците и дискриминација од страна на министерот за финансии, кој во согласност со министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот и местото на исплата на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдено со закон. Дополнително, подносителот на иницијативата смета дека со оспорениот член кој предвидува исклучок од траењето на прековремената работа подолго од 8 часа неделно и 190 часа годишно за работење на проекти од стратешко и национално значење, создава правна несигурност и простор за толкување и манипулација со вкупното време траење на прековремената работа без да се утврди горната граница. И покрај силниот притисок од јавноста и предупредувањето од синдикатите и работниците, власта на сила го продурка законот за работни односи со европско знаменце заедно со уште 7 други закони во мај годинава. Опозицијата предупредуваше дека законот се носи затоа што државата се обврзала кон Бехтел и НК на тоа, а во спротивно ќе треба да се платат милионски суми пенали, а власта се правдаше, оти законите се носеле за побрза изградба на коридорите, иако се уште ни еден камен не е поместен. Дали ако законот падне на Уставен не чекаат пенали, не е познато, затоа што договорот се уште никој го нема видено, па не знаеме на што сме обврзани како држава. Експертската јавност критикуваше дека токму законот поради тоа што има ознака за проекти од стратешки национален интерес во иднина ќе предизвика работниците да не бидат заштитени и прековремената работа да стане пракса. Инаку Уставниот суд во 2020-та еднаш веќе пресече дека е противзаконски да се работи 60 часа неделно поради нееднаков третман и дискриминација на работниците.